Соединетите држави ги повикаат Кина и Русија да преземат директна акција против Северна Кореја, откако денеска таа земја лансира втора балистичка ракета над Јапонија. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон за време на престојот во Лондон изјави дека Кина ја снабдува Северна Кореја со нафта, а оти Русија е најголемиот работодавач на севернокорејскиот принуден труд. Кина и Русија мора да ја покажат нивната нетолерантност за вакви безобзирни ракетни лансирања, со тоа што ќе преземат нивна собствена акција, оцени Тилерсон. I am hopeful that China, as a great country, a world power, will decide on their own and will take it upon themselves to use that very powerful tool of oil supply to persuade North Korea to reconsider its current path towards weapons development, reconsider its approach to dialogue and negotiations in the future. Тилерсон ова го изјави откако Советот за безбедност на Обединетите нации по барање на Вашингтон и Токио закажа итен состанок за последниот севернокорејски ракетен тест. Соопштено е дека балистичката ракета минала околу 3700 километри на максимална височина од 770 километри. Тоа е најдалеку и највисоко што постигнала една севернокорејска ракета. Ракетата го прелетала јапонскиот остров Хокаидо, пошто паднала во Тихиот океан на околу 2000 километри од јапонскиот брег. Во Јапонија беа активирани сирените за тревога, што принуди милиони јапонци да се скријат во засолништа. Јапонскиот министер за одбрана Ицунори Онодера изјави дека денешната ракета била иста како и претходната. また8月29日に発射されました北朝鮮の称するいわゆる火星12号と同様の中距離弾道ミサイルとなった可能性があります。 До лансирањето на ракетата дојде денот како Пјонгјанг се закани дека ќе ја потопи Јапонија и ќе ги прекрие Соединетите држави со пепел и темница, бидејќи ја спонзорираа последната резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации, со која се воведуваат поостри санкции врз Северна Кореја.